Со лични пари, советници ќе го спасуваат Кочанскиот драмски аматерски фестивал и ќе го возможат одржувањето на неговото овогоденешно издание. Пари на сметка на ДАФ прв уплати независниот советник Венко Крстевски, а веднаш по него тоа го направи и председателот на Советот на Кочани, Томе Солевски. Своевремено е имало доста влијателни луѓе во нашиот град кои што се успеале да го украдат на еден начин фестивалот од други градови, од Битол конкретно. И сега ние да се доведеме во позиција да молиме, да питачеме за да имаме фестивал. Тоа е неприфатливо. Иницијативата на кочанските советници доаѓа откако втора година поред фестивалот не е финансиски поддржан од Министерството за култура. Поради некои технички пречки предминатата година, фестивалот ова и минатата година во целост го покри Советот на општина Кочани. Поради ова, општината со одлука на Советот и годинава речиси за 3 пати ги зголеми средствата за одржување на најстариот и најпознат фестивал во Кочани. Ако во изминатите години во континуитет фестивалот бил поддржуван со символични средства до 80.000 денари, ова година направивме измена и фестивалот е поддржан со 200.000 денара. Тоа не значи дека овде застануваме, туку напротив, локалната самоуправа во рамките на своите надбежности и во законските рамки фестивалот го поддржува и во секој друг сегмент. ДАФ во Кочани се одржува над 50 години. Годинава ќе го има своето 58 издание, кој ќе се одржи од 21 до 25 мај. За време на неговото постоење се одржани над 700 драмски представи со впечатлива бројка од околу 8200 учесници.